Деновиве антикорупцијска ќе ги испрати првите барања до Државниот завод за ревизија, УЈП и други институции за да провери дали председателите на судовите дале точни податоци за имотната состојба. Председателските конта, недвижнини и превозни средства ќе бидат проверувани во првото тромесечие од годината, открива председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска. Во меѓувреме таа се надева дека судскиот совет ќе им ги достави бараните податоци за да изберат кои судии би биле следни за проверка на имотната состојба, бидејќи нема да се проверуваат сите над 600 судии во државата. Не добивме ништо се уште од Републичкиот судски совет, меѓутоа нас времето не гази и заради тоа на наредната седница што ќе биде деновиве до крајот на неделата се одлучивме да започнеме со прва фаза, односно за првиот квартал, да ги ставиме председателите на судовите како еден почетен чекор, па после подетално во зависност од статистиките и анализите на Републичкиот судски совет ќе продолжиме понатаму во зависност од тоа кои судии они ќе ги испорачаат како проблематични. Председателот на судски Киро Здраев деновиве најави дека ќе имаат заеднички состанок со членовите на ДКСК, за да ги расчитат сите дилеми и да ја синхронизираат работата, за секој од свој аспект да ги мониторира судиите. Ивановска е загрижена дека овој парламентарен состав нема да стаса да ја усвои националната стратегија за борба против корупција, во која се детектирани сите ризици и слаби точки на системот. На оваа тема, таа говореше заедно со представници на бизнис заедницата, невладиниот сектор и власта во рамки на обележување на неделата на интегритет и антикорупција 2020, организирана од Интернационалната стопанска комора, а со поддршка на амбасадата на Кралството Холандија. Согласно воспоставените системски